Едногласни се матурантите од неколку општини од Македонскиот исток за осознавање на повеќе детали за Северноатланската организација, во која наскоро се очекува и Македонија да биде 30-та полноправна членка. Дел од нив пред микрофонот на ТВ Стар и објаснија што е НАТО. Ќе ги прошириме нашите знаења. Па ќе бидат корисни информациите што ќе ги добиеме. Да, секако. Во кој смисла? Па ќе дознаеме повеќе информации. Тоа е организација во која што има 29 членки и ние сме на пат да станеме членка во НАТО. Организаторите на денешната информативна средба со младите од истокот се задоволни од она што тие го знаат за НАТО. Имавме доста позитивен одговор од она колку самите матуранти и на почетокот од работилницата беа запознаени со она што е НАТО. Наоружени со сознанија за НАТО, младите ги осознаа и бенефитите од членството на Македонија во оваа воено-политичка организација. Вки за младите со тоа што прво им гарантира безбедна иднина, им гарантира безбедна сигурност, привлекува странски инвестиции што ќе генерира нови работни места, каде што младите ќе имаат шанса да се реализираат во нашата земја, да не заминуваат во странство, учество преку програмата за мир и наука, која што ја спроведува НАТО алијансата, во која што Македонија веќе подолго време членува, како и пристапот до одредени грантови за имплементација на проекти, како што е нашиот проект. По штип, НАТО карванот организирано од Инфоцентарот за евроатлантски интеграции при граѓанската асоциација Мост се сели во Гевгелија. Целта на карванот е на граѓаните да им се приближат придобивките од евроатлантските интеграции.